Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска во Скопје ги отвори вратите за новата генерација студенти. На 6 факултети на УКИМ годинава се запишани над 10.000 студенти, од кои 5.100 за прв пат ќе ја почнат својата академска приказна, или за 300 повеќе од минатата година, како и уште 400 странски студенти. Министерката Јаневска изрази надеж дека студентите по завршувањето на студиите ќе останат во својата татковина и тука ќе ја градат семејната иднина. Според неа тоа е единствениот пат што води кон просперитет на Македонија. На студентите им овозможивме повеќе бенефиции, например го проширивме опсегот на студентскиот оброк, олеснивме некои критериуми за добивање стипендии, ги откочивме процесите во студентските домови, го откочивме процесот на двата факултети ФИНКИ и ФФК, наставниците добија 14% зголемена плата. Решен е проблемот и со бесплатниот јавен превоз на студентите во Скопје. Децидна е Јаневска. Изгласан е и закон со кој студентите ќе добијат вредносни ваучери за обезбедување на персонален компјутер, таблет или лаптоп. Ректорката Ангелова изрази задоволство од реформите, особено во делот на дигитализацијата и воведениот електронски индекс. Новата генерација, која денес се почнува со студиите, ќе биде целосно дигитализирана. Сите студентски сервиси кои што се предвидени за студентите се комплетно дигитализирани и јас оваа генерација слободно можем да ја наречам електронски индекс генерација. Ангелова очекува дигитализацијата комплетно да биде завршена до крајот на оваа учебна година. За иднината полна со предизвици зборуваат и самите бруцоши, со надеж дека знаењето ќе биде нивниот патоказ. Високи очекувања имам и од факултетот и од студиите. Ќе видиме, здрави, се најдобро. Исто е. Очекуваме најдобро, па ќе видиме. Многу успеси, среќа пред се за мене, па тоа ќе им посакам и на бруцошите во Македонија се гледа иднината. Дефинитивно предизвикувачка година. Со оглед на тоа дека сум бруцош, тука се гледам во Македонија. Председателот на Националното студентско тело Александар Николовски на бруцошите им порача дека не се сами и дека секогаш кога ќе имаат потреба за помош, да не се двоумат да ја побараат од постарите колеги, асистентите и професорите.